македонски знамења во рацете откако поединачно беа прочитани имињата на сите и по 40 на минути за доцнување беа представени кандидатите за градоначалници кои ВМРО ДПМН најавува дека ќе донесат новата ера. Сепак најголем аплауз од присутните во салата Борис Трајковски доби партискиот лидер Никола Груевски. Нема јасна стратегија на владата и план, туку хаотичност видлива насекаде, нагласи тој промовирајќи го нивниот патокас, но и новото позиционирање на неговата партија како граѓанска десница. Тој имаше и најдолг говор околу 1 час, па детално во 21 точки образложуваше за каква Македонија се залога ВМРО ДПМН во економијата, образованието, општеството, судството, здравството, медиумите. Иднината ја гледаме во интеграција на Република Македонија во Европската Унија и во НАТО, кои се наши стратешки цели и унапредување на стратешкото партнерство со Соединетите Американски држави. Драги пријатели, ние зборуваме за унапредување и ние зборуваме за управување, а не за владење. Современото управување вклучува владење на правото, ефикасно управување на јавниот сектор, независно судство, отпорно на секакви притисоци, партиципација и континуирана демократизација. Ослободувањето од помрачувањето на Македонија ќе започне на 15 октомври, рече Груевски. А попрецизно генералниот секретар на партијата Христијан Мицковски најави дека по силната прослава на победата на изборите на 16 ќе барале предвремени парламентарни избори. Невообичаено за досегашната пракса, кандидатот за градоначалник на Скопје Гоце Трајановски на конвенцијата го најави и неговиот заменик како победи на изборите. Градоначалникот на градот Скопје избира свој заменик градоначалник од редот на советничката листа. Би сакал тука пред вас да го представам идниот заменик градоначалник на градот Скопје, професорот Мухамед Амети. Да го поздравиме! Во промовираниот изборен спот, обраќајќи се кон граѓаните, им се посочи дека овие избори не се само локални, туку започнувал од говорот на народот на помрачувањето што го донале во Македонија. Овој термин неколку пати го употреби самиот Груевски, а дел од присутните не успеа да издржат до крај на неговиот говор.